Таткото на Меланија Цветковска, младата девојка од Куманово која преку потресно видео на социјалните мрежи побара помош поради долгогодишно семејно насилство, ќе биде спроведен на лекување во психијатриската болница во Демирхисар, потврдија од кумановската полиција. Ве информираме дека СВР Куманово е запознаен со случајот и интензивно работи на негова расчистување. По консултација со основното јавно обвинителство и други надлежни институции, ќе бидат преземени конкретни мерки против ПЦ од Куманово. Лицето се спроведува во психијатриската болница во Демирхисар, по претходно добиено решение од Основниот суд Куманово. Во видеото што предизвика силни реакции во јавноста, Меланија раскажува дека со години живее во страв за својот живот и животот на семејството. Таа тврди дека нејзиниот татко е алкохоличар и има сериозни психички проблеми. Ја малтретира неа, нејзината мајка, баба и братот кој боледува од церебрална парализа. Само Господ знае колку пати ми се треселе рацете, колку пати сум плачала додека сум ги работела со моите клиенти. Само Господ знае колку пати меѓу термините телефонот ми бил во раце за да викнам полиција. Само Господ знае колку пати ми трепелере и рацете и срцето и сум била вознемирена со страв дека некој ќе убија мајка ми доле или баба ми. Ние сме 3 жени кои што живееме со човек кој што постојано ни прети дека ќе не убие, кој што има обиди и за самоубиство и за убиство спрема нас. Меланија вели дека таткото и претходно во повеќе наврати бил задржуван и хоспитализиран на психијатриско лекување, но без трајно решение, а семејството со години бара помош од институциите. Во своето обраќање таа праша дали треба да се случи трагедија за надлежните конечно да преземат конкретни мерки и да го заштитат нејзиното семејство. И дури е жалосно да кажам дека ми се потребни врски за да некој биде сместен во ментална установа. Јас не знам во кој век живееме, меѓутоа оваа лудио и оваа агонија мора да престане. Само неколку часа по јавното обраќање на Меланија, институциите реагираа. Таткото ќе се лекува во психијатриската болница во Демирхисар.